Јас бев на мисла да продолжам со темата за знаците на времето кои што се случија, значи овие денови, почнувајќи од пожарите во Калифорнија. Не случајно место каде што и во адвентизмот токму таму затрпа на врата содомијата и претходно секој друг отпад. Но за тоа ќе продолжам следната сабота. Сега ќе искористам приликата што со нас е сестра Луиза тука. Ветив дека ќе дадам едно посебно објаснување за значењето на апостолските зборови од соборното послание на апостол Јаков, 5 глава, што значи да ги исповедаме гревовите еден на друг. Ова го споменав во контекст на најновата ерес, која што на голема врата влезе во сегашнава Југоисточна Европска унија, така наречената духовна формација, која што се почна да се предава веќе со години, оваа деценија, на Белградскиот теолошки адвентистички факултет. И една од точките, може би главната точка, на истата ерес, на духовната формација, представува тоа, представува праксата, што веќе ја започна, заместе адвентисти ја започнаа таа пракса, да ги исповедаат тајните гревови на други луѓе, пак верници, пак адвентисти, пак, но сепак да ги исповедаат тајните гревови на други луѓе. Тоа е како најголема точка која што околу која настана и сега се одвива во Белград конкретно, се одвива еден голем спор, дискусија. Дури се отиде до таму, Унијата побара од местната црква во Овча да го исклучат братот Милош Богдановиќ од членство, затоа што тој ја покрена цела критика против ова језуитско учење, што се вовлече на голема врата во Белградската унија и почна да се предава на Адвентистичкиот теолошки факултет на Баново брдо во Белград. Застапниците на ова учење, меѓу кои, значи, предводници, поточно некои проповедници и професори од Белградската унија, се повикуваат на зборовите на апостол Јаков, како на подлога или како основа за ова нивно верување и за ова пракса. И добро да ги прочитаме уште еднаш овие зборови, бидејќи се наоѓаат во 5 глава, во 16 стих, веднаш после зборовите во врска со исцелување на болни преку чинот на светиот чин на помазување со масло. Па јас би сакал, бидејќи тоа е контекстот, значи, ќе започнам од 13 стих, па понатаму. Значи, Јаков 5 глава, од 13 стих, па понатаму. Пожално е ако имате различни библиски преводи на што е можно дури и повеќе јазици, да придонесете, да го расветлиме, иако ја знам како Јаков, што Јаков запишал на старогрчки, меѓутоа кој збор го употребил, добро е да внесете малку повеќе светлина на овој текст. Конкретно 16 стих ќе биде интересен, но ќе почнеме од 13, за да го сознаеме поблискиот контекст на овие зборови. Значи, Јаков вели, а ако некој од вас страда,
многу широк поим, нели? Страдаме ли ние? Може да речеме дека секој еден од нас на некој начин страда. Ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога. Значи, страдаме ли? Не јавнаа ли маки, неволи, разочарувања, малодушност, секакви други тешкоти во животот, грижи? Нека му се моли на Бога. Дори такви грижи, како што сестра Олгица споменуваше, извршители. Страдали било како, значи било каква неволја, мака, нека му се моли на Бога. И Олгица има искуства на таа тема. Да, еден куф. Нека му се моли на Бога. Весел ли е? Ако сте весели, ако ви оди во животот, или како што велат, ако сте успешни, ако ви се случува нешто посебно радосно во животот, што тогаш да правите? Да го забравиме тогаш Бога? За жал, грешната природа така размислува. Грешната природа така сака. Да се подсети на Бога само кога ни е тешко, само кога ни е мака. Но летоска што проучувавме, Господ сака, всушност тоа беше материјал за подобра саботна школа, ако не се лажам и тогаш, мислам, Елена го читаше. Господ сака да му бидеме пријатели, да му станеме пријатели, не само тоа што ни треба за нешто. Да не го доживуваме како некој пријател, во смисол имам пријател на позиција, кој што ќе ми заврши работа. Да не го доживуваме Господа како врска во тој комунјарски смисол на зборот. Значи, кога имам потреба од нешто, имам ја пријател на највисока позиција во Вселената, ќе ми заврши работа. Не, Господ сака, се разбирах, Господ не повикува да го бараме, значи и тогаш кога страдаме, тоа веќе го прочитавме, кога имаме потреба, но не сака само тогаш. Господ сака да му бидеме пријатели тогаш кога нема некоја посебна причина. Да одржуваме редовна комуникација со Него. Редовна молитвена врска. Не само тогаш кога ни треба или кога нешто вонредно се случува. Затоа весел ли е, нека го фали Господа. Колку прекрасни зборови. Да не го забравиме Господа кога сме срекни и радосни, весели, иако за жал живееме во време кога колку што ќе одминува времето, колку што ќе се одбројува до крајот, ќе биде се потешко и полошо, ќе има се помалку и помалку поводи за радост. Но сепак ќе има и Господ нема да не остави без никаков благослов. 14 стих. Болен ли е некој меѓу вас? Сега и овој збор болен е широк поим. Но да ги претпоставиме најтешките заболувања за кои што човечката медицина одамна кренала раце и нема решение. И едноставно е заинтересирана за вашите пари, односно како да ве одржува што е можно подолго во болеста, за да може што е можно повеќе да профитира од болните. Болен ли е нека меѓу вас? И ова е еден предизвик, уште еднаш ќе споменам. Сеќавате кој старозаветен цар, за него беше напишано дека на крај се разболе од некоја болест на нозете, ама и тогаш не беше добар цар тој, ама и тогаш кога се разболе, не го побара Господа, туку побара лекари. Се сеќавате? А може би е тешко прашањето. Како?
Не, беше еден поранешен. Манасија беше еден многу зол цар во времето на Исаија, кој што, откако беше одведен во асирското робство, таму доживеа и покаяние. Длабоко покаяние, па после Господ направи такво чудо што го врати да биде повторно цар, замислите. Но во ред, тоа е друг случај. Еве ќе ви оставам некогаш да го одговорите прашањето, може би за следната сабота. И воедно да ве подсетам, што мината сабота заборев да ве подсетам. Во дела 20:35 Господ кажа едни зборови, што апостол Павле таму ги цитираше: поблажено е да се дава, отколку да се прима, и прашањето останува и понатаму, каде во Евангелијата Господ ги кажал овие зборови во 4 Евангелија. И дела 20 глава 35 стих се цитирани таму од апостол Павле, и тој ќе го оставиме за следната сабота или за воиднина, кога тогаш. А до тогаш барајте го одговорот и на ова прашање. Болен ли е некој меѓу вас, и апостол Јаков не вели да ги повикате лекарите? Видите каква била верата и на старозаветните херои, и особено на новозаветната црква, која што пливала во силата на Светиот Дух, така да се изразам. Каква била верата на една Елена Вајд, која што вели, ако вака да ја парафразирам, не се сеќавам на точните зборови, ако ме стрефи некоја болест, и малку иронија употребува, која што за мене личи на хумор, попрво ќе повикам адвокат или правник, отколку лекар. Ова може да звучи малку фанатички, малку глупово, нели? Меѓутоа Елена Вајд напишала такви зборови. И царот и во болеста своја не го побора Господа, туку лекари. Болен ли некој меѓу вас? Нека ги повика лекарите. Ја би сакал да знам што пише во вашите Библии. Ова е еден мал момент кој што ме интересира, иако ова не ни е темата. Кого да повика? Овој превод вика свештениците црковни, точно. Други преводи како гласат? Ова е православна, како да речам, малку го заматија преводот со тоа што напишаа свештеници. Малку го заматија, бидејќи на повеќето луѓе не им е јасно кој се во православието е свештеник. Значи, малку ја заматија тука, ја направија малце матна вода. Дали имате некој друг превод кој што прецизно кажува кого да повикате? Значи, го употребува изворниот збор што Јаков го старешините, точно. Старешините или некаде, например, ако не се лажам во стариот, може би го нема и во стариот православен превод, некаде може би ќе го сретнете грчкиот збор презвитерите, тој е оној збор што го употребил Јаков, презвитерите црковни, што ако го преведеме старешините црковни. Но кога ќе се каже презвитерот, конкретно се мисли на црковен старешина, не се мисли на старешина во било кој смисол. Ако речеме и старешина, тоа некого може да му звучи општо. Тука може да спаѓа било што одвоени старешини, или може да спаѓа, тука може да спаѓаат сите проповедници, може да спаѓаат и така натаму. Но јас верувам дека кога Јаков рекол презвитерите или старешините црковни, не мислел на ѓаконите и не мислел на епископите, апостолите, не мислел на еден куп плејада на службеници во црквата, особено не мислел на највисоки некои службеници, туку старешените на црквата, на твојата местна црква.
кои ти се старешини на твојата местна црква. Господ не бара да повикувате председатели на области, мисии или гости од дивизијата. Никаква височина на чинот не представува некоја поголема светост, колку е повисок или поугледен некој и некоја поголема или подебела гаранција дека Господ ќе ве благослови. Кога Господ дава, и Стариот Завет е полн со такви примери, конкретни совети, што треба да се направи, што сака Господ? Тоа што го дава, процедурата што ја дава, да се запази до детали. Како што тој рекол. Например, оди немане сиријски генерале. Рековме и тогаш беа сиријците непријатели на Израел. Како и денес што се непријатели меѓу себе. Оди и 7 пати избањај се во било која река кај сакаш. Не. 7 пати во реката Јордан. И кога благословот беше даден, кога успеа неговото исцелување, и тоа, пазите, Елисеј не излегол од неговиот дом во Самарија. Замислите, дој генерал со препорака на сиријскиот цар Бен Адад. Со препорака. Овој не излегува од дома. Само замислите да ви дојде Трамп, или како што велат сега дека Хитлер бил наводно во Струмичко, селата наши таму, да ја посети Баба Вангја, дали бил или не бил, не навлегуваме. И сега замислите да ви дојде некој таков, кој што му препорачале, му рекле од генерално, и таму во Македонија има еден адвентист, еден наш човек. Пример. И сега да дојде тука, и вие да не го почестите ниту со лично присуство, значи, ниту да не му излезете во пресред, никакво добро, да едноставно фаца да не ви види, а само да му испратите порака. Оди избањај се 7 пати во реката Јордан. Точка. И готово. Како што Христос му рече на болниот, на фатениот, стани, земи ја постилката твоја и оди. Нема се тука ни време за размислување, ама што, како, зошто, нема. Господ сака тоа што го кажува да биде исполнето точно. Продолжавам понатаму. Та да се помолат презвитерите црковни и да извршат помазание над него со масло во името Господово. И сега поважно е ова во 15 стих. И молитвата со вера, или некои други преводи велат, молитвата на вера, ќе го исцели болниот. Ето, ова јас уште еднаш го доживувам како предизвик. Значи, Библијата не вели, и ако сака Господ, ќе биде исцелен. Иако е тоа точно. Ништо нема да се случи спротивно на Божијата волја. Кога од него се бара интервенција. Кога е тој во прашање. Но Господ не вели така. Нема ако во Божите ветување. Нема ако. Ја не ги заборавам Господовите зборови од Марко 11 глава, од тој предизвик летоска. Што и да побарате во моје име, верувајте дека ќе ви биде. Без сомневање. Барајте без сомневање. Верувајте и ќе ви биде, вели Господ. И размислувам и понатаму, што се представува услов, што се подразбира овој збор верувајте, за да ви биде,
за да не биде дрскост од наша страна. Да не биде ефтина благодат или да го сватиме тоа како протестантите, што го свати и затоа западна во некој од нив во лажни чуда и спиритизам и се што. И Господ ке го крене, вели Јаков, нема ако, молитвата со вера и гревови ако направил, ке му се простат. Дали веруваме во овие зборови? И сега доаѓаме до 16 стих. Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите, вели овој превод. Во вашите Библии како вели? Ме интересира. Оздравите. Значи, повторно се доведува во тесна врска со исцелување, со оздравување од некоја болест. Може да биде и психичка. Некоја емотивна рана, повреда од минатото и така натаму. Комплекс, траума, како се вели се. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. А еве, тука читаме еден услов. А праведникот. Повторно праведникот и протоа продолжува со Илија. И ако се сеќавате за ова зборував, кога зборував за услов за исцелување на поединечната молитва е што? Како и во 68 псалм, праведност. Услов за вослишување, реков, мислев, дали реков исцелување, исполнување, што реков не сега. Услов за исполнување или вослишување на поединечната молитва е праведност. А и услов за вослишување и исполнување на соборната, на заедничката молитва е единство. При што единството ја подразбира праведност, а не може да бидеме единствени во злото, сложна мафија, или единствени во гревот, и нема тогаш Господ да ме благослови. Но единствени. Колко е важно да пазиме на единството, сите ние кои што се молиме за сестра Мимица и за други случаеви. Дали сме единствени сите што се молиме? Дали сме очистени од нашите гревови сите што се молиме? Од нашите тајни гревови? Дали, ќе ме вратам повторно на Марко 11 глава, Исус таму проложува и вели, и кога стоите на молитва, простувајте ако на кого имате што, да се подсетиме и на тоа. Значи, тоа е услов. Значи, не мора ја да сум сгрешил нешто, но некој мене ми сгреши, другите ми сгрешија, дали од мојата црква некој или некој од надвор, и јас сега тоа си го чувам на список во тефтер или во мобилен телефон, или во лаптоп, односно на својата совест си ја носам таа повреда. Не, Господ вели и другите, значи да ви сгрешиле, простувајте. Простувајте ако имате на некого нешто. Не чекайте да ви се извини, тој се разбира. Но простувајте. Како што Господ нам ни простува, како параболата за двајцата должници, која што ја кажува во слична прилика, во слична ситуација. Да простуваме, прво ние да бидеме очистени, ние да бидеме исповедани и опростени. И потоа, ако ние сме ја завршиле таа работа, ако ние сме се помириле со Господа во се, тогаш простувајте им на другите. Градете, што е можно од ваша страна, градете го единството со другите. Не злопамтило, не да си ја чувам омразата или повредата или гневот, не мора да е омраза, не мора да е нешто грешно по себе. Гневот кон тој и тој што ми сгрешил и така натаму.
И затоа го споменува Илија како пример на праведен човек. Но предходно вели, Илија беше човек смртен. Како и ние. Спротивно на оно што мисли обичниот свет, неупатениот свет во верата, празнославниот свет, што не си ги разбираат ниту собствените празници. Не беше Илија чудотворец затоа што беше светец, супермен, туку Илија беше човек смртен како и ние. А како се доживуваат светците денес? Кај обичниот православен народ, например. Или кај католиците. Како да се богови, буквално. Затоа што култот кон нив, барем кај мнозина, представувал само замена на култот кон паганските божества од предхристијанското минето. Илија беше човек смртен, како и ние. И со молитва му се помоли на Бога да нема дожд и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. Замислите, Господ не му рекол на Илија, како на пророк, сега ќе направам заради греот на Ахав и отпадот на мојот народ, ќе направам да нема. Тоа не го рекол Господ. Илија тоа го посакал. Илија тоа го изразил како желба. Да не биде така. Сега ми дојде на ум од сестра Вајте едно неизено искуство, кога се враќала од Австралија назад во Америка, со брод, се разбира, во тоа време, преку Тихиот, Пацифичкиот океан. И она сведочи колку време се патувало со брод преку најголемиот океан, многу месеци, 3-4 месеци веројатно. И она сведочи дека некаде пред да стигнат во Калифорнија, значи на пристаниште, секоја ног било веселба, славие, журка, пење, пиење, сигурно и некој ороспилук, кој што оди заедно со сето тоа. И Елена Вајт повеќе не можела да издржи таа паганска атмосфера и знаете што направила? Почнала да се моли. Знаете зашто? Почнала да се моли за нешто. Да се случи неволја на патувањето, да се случи бура, да се случи катастрофа, да се случи. Да ги опфати страф сите патници со се посадата. Затоа што не можете вие на пијаниот, на веселиот во неверство, да отидете сега, ама знаете што, Господ ќе дојде ово, абе будала, крши глава. Јас сега еднаш и затрпав и на една врата колпортерски. Тоа беше во Америка, кај што не праќа за колпортажа. Затрпав и на една куќа искаче човек по гаки, све гол. Останатото. И по гаки капа, пијан. Како што гледате, сега славиме. Значи, каква книга, каква вера, ништо тоа, не. Особено сите сте имали искуство со пиен човек, не може да се разговора, било што озбилно, додека не го отрезните или додека не биде во друга ситуација трезен. Зато Елена Вајт се молела за неволја и се случила таа неволја. Големи бранови се заканија да го уништат тој брод. И дадоа приликата за да тогаш, кога ќе бидат опфатени со страф неверниците и со паника за својот живот, тогаш да им се обрати во тие сериозни моменти со зборовите од Светото писмо, Господовото сведоштво и незиното искуство. И вели 80 стих, и пак се помоли Илија и на небото
Па небото даде дожд и земјата го даде својот плод. Зошто? Зато што Илија беше праведен. Зато што во срцето на Илија немаше беззаконие, како што напишал псалмистот. Да се најдеше беззаконие во моето срце, немаше да ме вослиши Господ. И уште еднаш ќе прашам 16 стих, како гласи во вашите преводи? Исповедајте си ги гревовите еден на друг, или уште нешто? Рековте дека сите во вашите Библии се зборува за да оздравите или за да се исцелите. Значи, во тесна врска е навистина исповета, во тесна врска со, дури и со физичкото оздравување од некоја болест. Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите, вели овој превод, или за да оздравите и така натаму. Како гласат вашите преводи? Што да исповедате еден на друг? Ме интересира. Константинов? Гревови, вели? Сите гревови, македонски преводи. Други јазици имаме? Гревови, да. После? Фолс. Имаме една разлика тука. Имаме една разлика тука. Исповедајте ги своите фаули еден на друг. Денес само во фудбалскиот речник се употребува тој англиски израз, што го употребува англиската Библија. Нешто друго, некој друг превод ме интересира? Имате некој друг превод? На друг јазик? Или немаме толку? Хрватскиот превод што били таму? И тој гревови. Повеќето велат гревови. Иако е правило, ако повеќето преводи се сложуваат околу една работа, веројатно така и е точно преведено, меѓутоа во овој случај тоа е исклучок и не е точно, бидејќи изворниот текст што апостол Јаков го напишал, воопшто не го споменува зборот гревови. А и малку ако размислите малку, ако ја познаваме добро и православната и католичката пракса и традиција, не е така. Ниту во православната, ниту во католичката црква, луѓето не се ги исповедаат своите гревови еден на друг. Току ги исповедаш своите гревови на твојот свештеник, на твојот духовник, на твојот исповедник, на твојот ментор, католичката титула, и така натаму. Не еден на друг. А апостол Јаков продолжува, па вели, и молете се еден за друг. Значи, не верниците меѓу себе. Сега во духовна формација се направија паметни денешни теолози и професори од Белград, да велат дека треба еден на друг. Изберете си таков верник, пријател, сестра во Христа, брат, кој што ќе ви биде ментор, дури го потребуваат ова латинска титула, ментор, католичка титула, и почнете ова да го практикувате заедно со другите совети што ги поучуваат во тие програми. Меѓутоа тука нешто не е во ред. Ако Јаков мислел да ги исповедаме гревовите на свештено лице, како што е традиционалната пракса во христијанството, дали православна или католичка, тогаш тоа ќе го напишал, бидејќи претходно ги спомна презвитерите, старешините, свештениците, бејќи православните свештениците ги нарекуваат поповите, односно презвитерите, презвитерскиот чин, не е било кој епископот не го викаат свештеник, или ниту ѓаконот, например. Затоа го заматија малце преводот кога рекоа свештеници, но старешините се мисли. Ако мислеше Јаков да ги исповедаме гревовите на свештениците или на старешините, колку ќе беше лесно да го повтори тоа и тука, значи во 16 стих. Исповедајте си ги гревовите на презвитерите. Ама веќе ги спомна презвитерите кои што треба да го обават чинот за помазување со елеј, па барем да не напишеше ништо повеќе, за да сватиме дека мисли
на презвитерите повторно, нив да им ги исповедам гревовите, но не, наместо тоа тој вели еден на друг, што значи веќе не се презвитерите во контекст од претходните стихови. Еден на друг и тука ја менува целата суштина, која што не е традиционалната пракса во христијанството. Според тоа, Јаков не мислел да ги исповедаме гревовите ниту на презвитерите, а дали мисли дека треба да ги исповедаме на еден на друг, нешто што не било никаде пракса во христијанството, никогаш, не мисли ни тоа. Односно, сега е чудно на што мисли. Кога веќе ги исклучил презвитерите од претходниот контекст, велејќи еден на друг. Значи, верниците меѓу себе, на било кој друг верник. Не мисли. Нешто тука не е во ред, а не е во ред кој ќе сватиме дека во изворниот текст тој воопшто не го употребува зборот гревови. Значи, не исповедајте ги гревовите. Исповедајте ги вашите навреди. Сесто, оно што сте му го сгрешиле на некој друг. Значи, сум му сгрешил на братот, на сестрата. Треба да отидам кај него, да му го исповедам тоа, да му се извинам за тоа, да побарам прошка за тоа. Затоа вели faults, англискиот превод, бидејќи тој превод верно го следи изворниот текст на во многу критични стихови, каде што тие стихови во други преводи се, тоа не било кој англиски превод, туку мислиме само на еден традиционален англиски превод, верзијата на кралот Джеймс. Исповедајте ги, буквално зборот што го потребува апостол Јаков е вина или кривица во множина од грчкиот текст. Меѓутоа, кај нас не може да беше на српски, би било исповедајте кривице на еден на друг. Значи, оно што сум ти изгрешил на тебе. Неправди, некако не може зборот вина, ние немаме обичај да го во множина да го користиме, само во еднина. Затоа малце имам тешкотија да го преведам на буквален македонски. Но може да речеме неправдите, навредите, еден на друг што сте ги направиле, извинете се за тоа, исповедајте го. На тоа мисли Јаков, не мисли на тајните гревови. Не тајните гревови еден на друг, тоа е малце нелогично, бидејќи тоа не е ниту традиционалната пракса во христијанството. А да сакал тоа да го потврди Јаков, традиционалната пракса, колку ќе беше лесно да ги споменеше уште еднаш презвитерите на ова место, кој што веќе ги спомена 2 стиха пред тоа во врска со чинот за миропомазание.